Ние продолжуваме понатаму со првиот разговор за денеска. Уште 2 дена кампања пред вториот круг на локалните избори, кандидатите во трка по довербата на гласачите. Сепак на граѓаните не им се потребни само ветувања, тие имаат и конкретни очекувања, бараат решавање на нивните проблеми. Едно вакво барање до кандидатите за иден градоначалник на град Скопје упатија и средношколците. Тие организирани во Сојуз на средношколци преку меморандум од 6 точки побараа идните градоначалници да се заложат за бесплатен јавен превоз за сите нив во текот на целата година. На оваа тема во продолжение разговараме со председателот на Сојузот на средношколци Лука Павиќевиќ. Лука, добро утро. Добро утро, како сте? Добро, благодарам на прашање. Знам дека во моментов ти си на настава, па еве кратко во 10 минути ќе се обидеме да објасниме за каков меморандум станува збор. Какви барања испративте до кандидатите за еден градоначалник на град Скопје? Да, Сојузот на средношколци веќе 3 месеца откако јас сум председател работи на решавање на прашањето за јавниот превоз. Тоа беше третата точка од мојата изборна програма и гледајќи го развојот на дејството со локалните избори во градот Скопје, решивме дека сега е добар момент да се обидеме преку еден заеднички меморандум испратен до двајцата кандидати што се квалификуваа во вториот круг, да ги заложиме да ги исполнат нашите барања, односно да воведат праведен јавен превоз за сите средношколци во градот Скопје, а шестата точка како последна, пак исто така кажува дека треба да соработуваат и со централната власт, меѓутоа и со другите единици на локална самоуправа, за крајната цел да биде обезбедување на бесплатен меѓуградски автобуски и железнички превоз широм земјава за сите средношколци, односно да се работи да се подигне мобилноста и меѓу градовите, не само во рамките на градот Скопје. Сметате дека досегашниот начин на определување на правото за бесплатен автобуски превоз е дискриминирачки? Зошто? За да се определи правото на бесплатен јавен превоз, моментално се користат два критериуми. Првиот критериум е ученикот да живее на одредена дистанца, односно на одреден минимален број на километри од неговиот дом до училиштето. Тоа е едниот критериум, а додека вториот критериум е за воопшто да се квалификува за бесплатен автобуски превоз, мора да учи во државно училиште, а не во приватно. Сметаме дека ова е дискриминирачки од еден аспект дека сепак секој средношколец е средношколец и не треба државата да прави разлика меѓу типовите на училиштата кои го посетуваат средношколците. Исто така морам да кажам и дека во приватните училишта не значи дека сепак наставата ја посетуваат само ученици со да кажам со повисоки финансиски средства, односно од повисоки социјални класи, сепак и во тие училишта има ученици со стипендии или што се на финансиска помош. Меѓутоа, тоа не е ни толку важно, бидејќи сепак ако државата одреди дека за тие 4 години средношколство, секој средношколец има право на бесплатен автобуски превоз, ние навистина не гледаме зошто се врши дискриминација врз основа на државно или приватно училиште, а ако се користи аргументот дека тоа е поради финансиските средства, односно финансиската состојба на семејствата на учениците што ги посетуваат тие училишта, сметаме дека тој аргумент не држи вода, бидејќи сепак има многу побогати ученици што учат во државни училишта. Така што кога некој го користи аргументот за парите, сметаме дека тоа е неоснован и ова е само уште еден еклантантен пример на дискриминација што ја прави нашата држава, колку и да изгледа мала на останатите. Барате бесплатен автобуски превоз во текот на целата година, а не само за школската година, нели, која што трае 9 месеци. Како го објаснувате ова ваше барање? Па, чисто да се разјасни на јавноста, нели, не имаме 6 точки, меѓутоа ако можеме нив да ги намалиме за да се пренесе генералната смисла, првото е да не се прави веќе таа дискриминација меѓу државни и приватни училишта. Втората точка е да се елиминира растојанието како критериум, односно да следува на сите средношколци. Веќе третата точка се фокусира и на временското важење на таа средношколска автобуска картичка, а моменталниот закон предвидува бесплатен автобуски превоз само во текот на учебната година. Односно од септември до декември, за време на зимскиот распуст, средношколците го губат тоа право, и подоцна кога ќе се вратат во јануари на училиште од јануари до јуни,
односно за време на летниот распуст се губи тоа право. Ова се трга од премисата дека образовниот процес е лимитиран само во училишните клуби. Ние како сојуз не сметаме дека е така, односно средношколците не се образуваат само на училиште или не се образуваат само за овие 9 месеци, туку се образуваат во текот на целата година. Понатаму може и да се каже дека за време на распустите, он има дури дупло поголема потреба за мобилност. Дали тоа било социјално излегување за дружење, или пак ако некој сака да посети концерт, театар, музеј, што се всушност исто така и образовни посети. Средношколската возраст трае само 4 години, така што од тој аспект нема да биде големо оптоварување, ако јавниот превоз се пренесе, освен само за време на учебната година, да важи и за време на распустите. Так. Покрај бесплатен автобуски превоз, побаравте и бесплатен меѓуградски и железнички превоз за сите средношколци. Како очекувате да се најде решение на ова ваше барање, бидејќи не се однесува само на ниво на град Скопје? Во меморандумот јасно ги кажува своите приоритети, а тоа се првите 5 точки, односно елиминирање на дискриминацијата меѓу државно и приватно, елиминирање на критериумот за растојание, правењето превозот да важи во текот на целата година, бидејќи годината има 12, а не 9 месеци, и секако реализација на овој превоз преку годишна автобуска картичка која ќе му следува на секој средношколец. Сетата точка представува една крајна цел, што знаеме дека е надвор од ингеренциите на градоначалникот на градот Скопје, меѓутоа не ги заложуваме на ништо повеќе освен соработка со останатите единици на локална самоуправа и со централната власт за обезбедување на оваа крајна цел. Колку и долго тоа да трае, сметаме дека како стратешка цел, како стратешки објектив, треба да го имаат градоначалниците на градот Скопје предвид. Значи, Лука, информиравте дека меморандумот кој што го подготвивте и е составен од 6 точки, го испративте до дел од кандидатите за градоначалници на град Скопје. Добивте ли досега некаков одговор во однос на вашето барање? Ви ветуваат ли решение? Само ако смеам да ве коригирам, не го испративме до дел од кандидатите за градоначалник на градот Скопје, туку го испративме до сите кандидати што се квалификува во вториот круг. Односно и до господинот Чулегов и до господја Арсовска. Зошто само до кандидатите кои што влегуваат во вториот круг? Претходните градоначалници кои што освоија градоначалничко место во првиот круг, добија ли примерок од вашиот меморандум? Бидејќи сите општини на град Скопје се вклучени, да речеме, на некој начин. Тоа ми е јасно, меѓутоа ЈСП е во надлежност на градот Скопје, а исто така средните училишта не се на општините, туку нели се СУГС, средно училиште на град Скопје. Така што градоначалникот на градот Скопје не на засебните општини има поголеми квалификации кога станува збор за средното образование во градот. Основното образование го регулираат општините поединечно. Да ви одговорам на оригиналното прашање за тоа дали вратиле. Неофицијално сме во комуникација со нив, меѓутоа рекоа дека ќе не вратат, така што штом го добиеме одговорот, ние утре ќе известиме јавноста за за исходот на целиот процес. Добра, ајде уште едно-две прашања надвор од оваа тема. Како се одвива наставата во средните училишта во услови на пандемија? Се почитуваат ли протоколите во училиштата? За околу почитувањето на протоколите во училиштата морам да бидам искрен и кога веќе почнуваше учебната година, така доцен август и ран септември, искрено и јас лично се секирав дали протоколите ќе бидат максимално испочитувани, па на сите мои контакти, било тоа професионално преку сојузот, нели преку нашите младенски амбасадори и делегати, било тоа и преку лични пријатели, ги прашував да ми кажат како се почитуваат протоколите и тие првите неколку недели, односно целиот месец септември, секој ден добивав извештаи за протоколите и дали тие се почитуваат, така што можам да кажам дека во огромното мнозинство од училиштата има навистина висока застапеност на почитување на протоколите. Затоа сведочат и нискиот број на заразени од училиштата, што само уште еднаш покажува дека сојузот бил на точната страна на историјата уште и пред 1-2 години кога ние бевме единствената организација што се залагаше за воведување на комбиниран систем на настава. Можеме да кажеме дека ние како организација сме многу среќни дека конечно учениците се вратија во клупите и дека образовниот процес пополека почнува да заликува на тоа што личеше пред неколку години, односно го враќаме во нормал. На што најмногу се жалат твоите соученици, да речеме, што најмногу им пречи?
Да, гледав дека некои други медиуми известува за отварањето на прозориите со цел проветрување. Немаме како сојуз добиено многу забелешки по тоа прашање, меѓутоа друго прашање што го има во протоколот е следново. Протоколот вели дека часот треба да трае 45 минути, а да има мал одмор во траење од 5 минути меѓу часовите. Меѓутоа во многу училишта тој мал одмор не е ставен во распоред, односно не е инкорпориран во самиот распоред, така што учениците на пример ако имаат час од 8 до 8:45, вториот час им почнува директно во 8:45. Нема никаква пауза меѓу часовите и тоа ги исцрпува од една страна, бидејќи немаат време да здивнат после часот, но исто така ја намалува и ефективноста на часот, бидејќи тој час навистина не би трajao 45 минути, кога учениците излегуваат од една во друга училница, па професорот доаѓа па запишува ученици, па некој оди во тоалет, така што се губи и од тие минути што се предвидени за часот. Тоа е главната забелешка на средношколците и моментално како сојуз работиме на изнаоѓање на ефективно решение за како да се инкорпорираат малите одмори во наставниот час, а при тоа да се зачува и почетокот и крајот на училишниот ден да биде ист. И уште едно прашање на крајот да го заокружиме овој разговор за проблемите со кои тековно се соочувате. Сте се обратили ли до сега до Министерството за образование? Имат ли слух за овие ваши проблеми? Со Министерството за образование и наука сме во континуирана комуникација. Успеавме во текот на летото да ги зголемиме ученичките стипендии, успеавме преку социјалnog во август да вметнеме наши амандмани во протоколите, односно, например, во оригиналниот протокол не предвидуваше да има редарска служба внатре во училиштето за време на одморите. Ние ставивме амандман да има редарска служба внатре во училиштето за време на одморите и моите искуства кажуваат дека тоа навистина е спроведено во многу училишта. Така што од тој аспект како сојуз сме горди на тоа што го постигнавме. Продолжуваме во комуникација со Министерството, дел сме од тимните работни групи. Меѓутоа, обично ние предпочитаме ние да ги контактираме нив први, а не обратно. Лука, јас ти благодарам за овој утрински брифинг со нашата емисија. Секако за сите отворени прашања остануваме и понатаму во контакт да ги споделиме со нашите гледачи. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам.